Угостителите интензивно се подготвуваат да започнат со работа. Скоро во сите кафетерии, кафеани и ресторани во Штип денес се чистеше и реновираше, но угостителите се затекнати од конкретните предуслови кои треба да ги обезбедат како би се вклопиле во специјалните мерки поврзани со превенцијата од ширење на коронавирусот. Владата го објави протоколот за отворање на кафетериите со ограничување во однос на начинот на работа. Се предвидува ограничено работно време до 18 часот. Се дозволува работа само на отворените делови од кафетериите. Се ограничува бројот на гостите само на тие кои може да седат и се наложува задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект. На терасите за послужување на гости, каде има поставено маси, треба да се обезбеди простор од најмалку 9,6 метри квадратни за една маса со 4 столови. Треба да има дезинфекционо средство за раце на секоја маса. Ќе има и засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена, како и засилени санитарно-хигиенски мерки. Се предвидува задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција по заминување на секоја тура на гости. На крајот на смената, задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатството од производителот. За сега строго е забрането организирање на прослави како веселби, родендени и слично. Угостителите се затекнати од овие мерки, сметаат дека нема да има економска оправданост да работат со толку малку гости. Денес разговаравме со Љубан Стаменич, собственик на угостителски објект во Штип. Да, се уште немаме конкретни информации, знаеме дека капацитетот ќе биде намален, но не знаеме како. Првично се кружеа информации дека ќе биде на секој 2 метра треба да има маса. Од вчера кружи некоја информација дека за секоја маса ќе биде потребно 9,6 метри квадратни, што е лудост. Значи тоа не станува зборни дека некои локали ќе имаат многу помал капацитет, дури од 20%. Апелирам да се најде некое поинакво решение, дали тоа би било во форма на прегради, во паравани, дали општината би ни излегла во пресред тие локали кои што имаме можност да се прошириме вон границите кои се во наша собственост или во наш закуп. Меѓутоа мора да се најде некое решение како оваа гранка угостителството не би дошло до уште поголем колапс во кој моментално се наоѓа.